Социјалните мрежи денес се преплавени со информации. Голем дел од нив се невистинити, некои полувистинити, објавени со цел некого да навредат или омаловажат. Во морето од информации важно е младите луѓе да препознаат што е тоа проверена и точна вест. Затоа колку професионалните медиуми и новинари придонесуваат во борбата против лажните вести, Илијана Николовска од Битола разговара со новинарката Гордана Цветановска од Прилепското радио Пела. Подкастот е снимен во рамки на проектот Младинска медиумска лабораторија, во која млади од Пелагонија во соработка со професионални новинари во улога на нивни ментори ја обработуваат темата за медиумската писменост. Добре дојдовте во подкастот на Младинската медиумска лабораторија, во која разговараме за медиумската писменост и борбата против лажните вести. Јас сум Илијана Николовска, студентка на Филолошкиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, а денес разговараме со Гордана Цветановска, професионален новинар и една од основачките на локалното радио, Радио Пела, каде е уредничка и новинарка. Гордана, кажете ни според вашето работно искуство, колку сметате дека публиката кај нас е медиумски писмена? Медиумската писменост како вештина во 21. век е неопходна за опстанок и за индивидуата и за развој на заедницата. Зошто? Заради тоа што оваа вештина, доколку не ја поседуваме, тоа значи дека не само не сме медиумски писмени, туку и не можеме да функционираме во овој океан на разни информации, дезинформации, лажни вести и така натаму. Зошто велам дека е многу важно? Заради тоа што треба да се разликува што е новинарска информација, а која ќе речам новинарска информација, тоа значи дека е проверена, точна и базирана на факти, а што е информација која што се проширила на социјалните мрежи и никој не знае дали е точна, проверена и има факти во неа. Зошто е тоа важно? Заради тоа што многу често социјалните мрежи ги идентификуваат со социјални медиуми. Тоа е неточно. Зошто? Медиумот е институција. Затоа и медиумската писменост сметам дека треба да биде внесена од најмали нозе кај децата и кај повозрасните млади и кај повозрасната популација, бидејќи во моментов како што ние функционираме како една поголема, поширока општествена заедница во Македонија, нам тие алатки ни се неопходни за да можеме да ги завршиме основните работи во животот, како што е електронско плаќање, како што е движење низ заедницата, како што е функционирање на институциите. Во овој период сметам дека публиката во Македонија не е доволно медиумски писмена и сметам дека новинарите, професионалните новинари и медиумите треба да бидат директно вклучени во описменување на населението, заради тоа што многу малку се користат новинарите во описменување медиумско на обичниот човек. Посочете ни некој пример кога сте биле во допир со некоја дезинформација. Не само дезинформација, и отсуството на информации релевантни е проблем. Еве, немаше ни 2 недели во Прилеп, беше ден недела. Излегувам да прошетам, значи излегуваме семејно за да прошетаме со автомобилот. Влегуваме во Прилеп и сакаме да излеземе од Прилеп и да се движиме во одредена насока. Целиот град беше блокиран со полиција. Јас како новинар немав појма што се случува. Веднаш се предизвикува страв, паника, не знаеш што ти се случува, немаш никаква информација. И тоа зборувам како новинар, а не како обичен човек кој што ќе го види нештото како состојба и воопшто не му е јасно, веднаш има некаква недоумица дека нешто страшно се случува како состојба. Се воспостави дека тоа е обична велосипедска трка, заради која што сите потоа ние како новинари, како медиуми реагиравме, зошто граѓаните не беа информирани. Значи, основна информација фали, според која што граѓаните ќе знаат каде да се движат, од колку до колку часот и на каков начин тоа ќе биде регулирано. Ова е само еден пример. Има многу такви, значи, медиумската писменост не е како вештина за публиката, туку и за институциите не достига. И тоа треба да се поврзи како еден систем кој ќе функционира во интерес на целата заедница и индивидуите како посебно. Ке ги заменат ли социјалните мрежи професионалните медиуми?
никогаш нема да ги заменат социјалните мрежи, традиционалните, конвенционалните и новите онлайн медиуми за кои што треба државата да се погрижи да ги регистрира и да се знае кои се стандардите на медиумите, кои се стандардите на професионалните новинари и што треба да прават и на кого треба да му се верува. Овој подкаст е продуциран во рамки на проектот Младинска медиумска лабораторија, кој го имплементира граѓанската организација Граѓански патеки во партнерство со здруженијата ИКТ Свет, Журналист, Од млади за млади, Младинска граѓанска асоциација и Еко Герила Преспа. Со цел едукација на младите критички да ги разберат медиумските содржини, продуциран е и видеокурс за младинска писменост кој можете да го следите на веб платформата medialab.mk. Клучна порака од подкастот. На medialab.mk едуцирај се во областа на медиумската писменост. Биди одговорен конзумент и одговорен креатор на информации.